Капетанот на чий брод му се заканува имплозија, наместо својата лична посада да ја насочи кон таа сериозна закана, продолжува да живее на природниот сателит, решени натаму само да орбитира, без да се спушти на земјата. Далеку од реалните случувања, тој не само што не го гледа јасно тоа што му е пред очи, туку не става ниту зрнце сомнеш во квалитетот на леќата од телескопот кој му служи за наблюдување. Единствено што е јасно и што би рекол еве вака да се изразам помалку шеретски, а што се гледа од месечината е кинескиот зид и нови превремени парламентарни избори. Без оглед што се гледа од таму, таа представа што се добива е веќе доволно позната, бидејќи не е ништо друго освен копија верна на оригиналот. А целта беше таа да биде потполно различна, во таа мера што никој не би се посомневал дека се работи за нешто што наликува, а камоли да биде од збор до збор пресликано. Знаете што, се гледа од месечината освен кинескиот зид и стравот на Бранко Црвенковски, тоа е тоа. Никогаш и никој од оние што имаат можност да гледаат оттаму откако се симнале, не успеале да ги уверат тие долу дека градат систем во кој ништо нема да зависи од нив, туку од тоа што го изградиле. Во него нема место за партиски вработување и за негативна кадровска селекција, во која е нормално и очекувано дифовец да стане директор на театар, а невработена актерка да се надева дека ги си игра со скалпел. Значи, јас ја сакам медицината бескрајно и сум гледала илјадници медицински процедури, но тоа не значи дека јас можам утре да влезам во операциона сала и да оперирам човек. За разлика од рационалните, политичарите се уверени дека можат се па дури да се појават пред публиката, без не само да имаат совладано, туку и без да ја прочитаат потребната литература, па дури и наетејќи се дека го знаат тоа зашто немаат абер. Со оваа мерка се офаќаат и граѓани, но и каматите на предпријатијата, на јавните институции кои што настанале како неисплаќање, несервисирање на долгот во минатото. И затоа, ако може да објасни. Не на компаниите приватни, зборувам на јавните институции. Ниту на јавните институции. Тие не се во овој пакет, само граѓаните се. Изгледа дека оваа лекција била недоволна, па не баре репетент. Ученикот по политика уште еднаш се појавува да преполага. Ама овој пат, тој не само што дошол неподготвен и не ја отворил книгата, туку е сосем известно дека ниту ја видел, штом неколку дена по незиното гласно најавено излегување од печат. Тој се сомнева во незиното постоење. Никаде во членовите не постои таков модел на попишување. Значи, ниту само да ви кажам, Не, во методологијата е дефинирано резидентно и нерезидентно. Јас знаеме методологија. Но ја објавија дел од методологијата, како не е објавена? Каде е објавена? Ве молам, методологијата за подготовка и спроведување на попис е објавена во петокот, колку што се сеќавам, пред 3 дена. И на крајот, не пред 3, туку точно пред 2 дена излезе новата методологија, ама не за пописот, туку за пречекот на првите вакцини. И како што редовно бива, во 5 до 12, администрацијата го зададе својот последен удар. Фали ти еден папир. А кој папир у питању? Кој го дочиш. Потпуно е svejedno. А леки папир мора ти фали. Може би за пописот ќе успееме да ги собереме сите документи. Ама за вакцинацијата, ние што сме резиденти, за разлика од сите, си остануваме само попишани. И тоа, заедно со кинескиот зид, се гледа од месечината.